Нова тема која што е подеднакво актуелна и за која што се пожестоко реагираат граѓаните, проблемот со уличните куќиња. Хуман третман е неопходен, но исто така е неопходна и стратегија за справување со бездомните животни. На оваа тема утрово разговараме со директорката на јавното предпријатие за третман на улични куќиња Лајка Радмила Пешева. Добро утро. Радмила, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и вам и на гледачите. Ке почнам директно. Имаме ли стратегија или Лајка се уште ќе биде само привремено прифатилиште? Лајка е дел од стратегијата. За жал, само ние сме активни кога станува збор за проблемот на бездомна популација на куќиња. И тоа го апострофираме постојано. Во сите наши контакти со медиумите и со граѓаните се обидуваме да го изнесеме проблемот. Значи, Лајка и учествува во правење на стратегијата. Дел сме од интерпарламентарната група на Собранието кој што подготвува законски измени за да ја направи законската регулатива покорисна во насока на решавање на овој проблем. И на сите можни полиња во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и тие веќе повеќе години, 5 години наназад подготвува исто закон кој што никако да дојде во Собранието и таму интервениравме. Постојано по ова прашање укажуваме кои се постапките кои што ни недостасуваат за проблемот во корен да се реши. Кои? Постапките се контрола на одговорното сопствеништво, односно на сопствеништвото на куќиња, затоа што знаеме дека проблемот настанува од домакинствата и од неодговорното чување на миленици. Понатаму од нерегулираната и нема никаква контрола во дејноста за продажба на куќиња. Значи, секое семејство со расно, наречено расно куќе, нели, кое што има некаков родовник е мала фабрика за куќиња. Тоа е дејност за која што не се плаќа данок, нема никакви прописи. И јас непопуларно во војна сме, нели, со одгледувачите ги нарекувам и штанцачи на куќиња. Значи, ние имаме, еве, ќе ви кажам еден пример прост, за да го сватат граѓаните едноставен. Вие кога ќе фрли некој ваш сосед смет на јавна површина, каде што не треба, ви може да го пријавите на комунална инспекција. Меѓутоа, ако фрли куќа, каде ќе го пријавите? Тоа е причината поради која што имаме се поголем број на улични куќиња, бидејќи граѓаните велат како функционира Лајка и како толку куќиња се зимаат, се стерилизираат или имаат хуман третман на дневно ниво, а ние на улиците имаме се повеќе куќиња. Да, тоа е проблемот, затоа што Лајка работи во континуитет цело време. И Лајка, ние во оваа година, откако сум јас назначена за ВД директор, ние ја дуплиравме нашата, како се вика, нашите перформанси. Значи, ако оваа година веќе имаме 1200 куќиња, додека во претходните години бројката просечна на годишно ниво беше околу 500 третирани куќиња. Значи, сега и сме ја надминале за дупло. И нашата програма е тоа. Всушност, го контролираме бројот, затоа што го спречуваме размножувањето на оние кои што се веќе на улица. И имаме една контролирана ситуација. Затоа што според програма враќаме здрави, неагресивни куќиња, кои што понатаму не може да се размножуваат. И тие, бидејќи се територијални животни, спречуваат прилив на нови. Меѓутоа, Лајка нема никаква ингеренција врз изворот на проблемот. А изворот се домакинствата, изворот се имателите, собствениците на куќиња, кои што, еве, мала една анкета да направите меѓу вашите пријатели, роднини, комши кои што имаат куќа, сите имаат, половина ќе имаат нерегистриран миленик. На сите речиси им се милениците некастрирани и стерилизирани. И тие легла едноставно нема поверувачка за тие несрекни легла што ќе се создадат. Едноставно завршуваат на улица. 2/3 од создадените куќиња, тоа е светска статистика, дека завршуваат на улица. Колка е одговорноста на општините во решавањето, меѓу другото, на проблемот со уличните куќиња? Каква е комуникацијата со општините? Вие сте под ингеренција на град Скопје, но знам дека треба да добивате финансиски надомести од општините. Добивате ли? Ние се финансираме од буџетот на град Скопје и според трипартитните договори кои што општините го имаат подпишано со градот Скопје и со нас, треба да ни исплаќаат надомест од 2 милиони денари годишно.
За жал, општините не го исполнуваат овој дел од својот договор. Редовно своите обврски ги исполнуваат само Газибабе и општина Центар. Оваа година се склучи договори со општина Чаир и веќе почна да го даваат својот надомест. И ова се значајни средства за нас, затоа што верувајте, ние ќе бидеме и пооперативни и поефикасни доколку може, затоа што без овие средства значително ни се оштетува буџетот. Ќе можеме далеку пооперативни да бидеме доколку ги имаме овие средства кои што се планирани од општините, за кои што ние ги пријавуваме како приход, плаќаме данок и практично стануваме оштетени. За жал, слабо оди соработката, иако рековте колку се одговорни општините, законот ги посочува како чинители, односно како некој кој што треба да заедно со градот Скопје се одговорни во решавањето на проблемот. Не е ексклузивитетот само на градот Скопје, значи законот за благосостојба на животните јасен е во таа насока и ние од лајка имаме направено безброј комуникации со нив, па дури и средби каде што сме им објасниле како може да ја подобрат нашата, како се вика, да ја поддржат нашата програма со низ мерки кои што тие ќе ги применат. Доволно е само некаква едукација или кампања за одговорно сопствеништво, на некаков начин комуналните редари да се вклучат, да ги предупредуваат граѓаните на своите обврски. Значи има низ работи кои што за жал нашата такво едно општо мнение има дека сега тука постои лајка и лајка ќе го реши проблемот. Не, лајка го амортизира проблемот и го ублажува до драматичен степен. Ја спомината стратегијата, се извинувам што прекинувам, во интерес на времето да фатиме се. На таа работите, постојат ли одредени позитивни примери, регионални, европски, кои што можеме да ги примениме за да го решиме проблемот со уличните куќи? Постојат секако, видете, Европа го има решено овој проблем веќе после Втората светска војна. Ние не можеме да најдеме ниту шелтер за куќиња. Во Германија ги увезуваат, многу европски земји носат куќиња од земји со проблем како Грција, како ние, како Романија, како еве сега украинската криза. Значи, секако дека ги земаме овие примери, ние правиме и компарација на нивните закони со нашите и сакаме да ги вметнеме тие работи. Меѓутоа, кај нас отсуствува имплементацијата на законот. Ние и сега имаме еден солиден закон кој што ги дефинира работите и како сопственикот на куќа би требало да се однесува. Меѓутоа, ги немаме механизмите за негова имплементација. Значи, немаме казнувања, немаме алката на институции, може би инволвирани, кои што ќе го контролираат проблемот. Ви носат ли се уште куќиња од другите градови во лајка и на тоа се пожаливте пред известен период? Апсолутно да, затоа што тоа е очигледно. Ние скопските куќиња ги знаеме кои се. Мешанците ги препознавате горе-доле од актуелните раси кои што се популарни во Скопје. Меѓутоа гледате дека овие куќиња кои што одеднаш преку ноќ ќе се појават десетици се од рурална средина. Значи како шарпланинци, како планински куќиња, како некои кои што не се сретнуваат во Скопје лесно и знаеме, на крај на краиштата има сведоци каде што граѓани пријавуваат цели комбиња или камиони како истоварат животни на неколку локации во градот. И сосема накусав во две реченици. Не купувај в доми. Тоа е кампањата која што ја имате и постојано е актуелна. Има ли ефект? Вдомуваат ли улични куќиња? Има ефект. Тука не само што лајка е упорна со оваа кампања, туку и издруженијата и активистите помагаат. Значи, се делува врз еманципацијата на граѓаните и ние имаме солидна бројка на вдомување. Да кажеме, 1/3 од нашите куќиња кои што го поминале третманот не кажав, иначе е генерална кастрација, стерилизација, проверка на агресивност, нели тој тест за социјализација, вакцинирање за беснило и за заразни болести и додека се куќињата кај нас, додека го помина тој основен третман од паразити надворешни и внатрешни и негувателите работат со нив за социјализација, за шетање на поводник и така натаму. Така што
од кај нас земаат комплетно среден миленик кој што ништо не ги чини, затоа што и микрочипот, и пасошот, и книшката, и вакцините се добиваат бесплатно. Јас се надевам дека дел од овие проблеми кои што ги споминавме во текот на разговорот ќе најдат своја разрешница во интерес на граѓаните, но и на животните. На крајот на денот зборуваме за хуманиот третман. Благодарам за гостувањето во Македонија на очи. Благодарам за вашиот интерес.